Полициската бруталност на градоначалникот на Ресен, Џоко Срезовски, ки ги чини граѓаните на Република Македонија 11.700 евра. На 10 декември 2015 година Европскиот суд за човекови права во Страсбург донесе пресуда со која што пресудува дека македонскиот државјанин бил малтретиран и подложен на нехуман, навредлив третман од страна на полициски службеник кој подоцна станал градоначалник на Ресен. Според член 3 од Европската конвенција за заштита на човекови права, никој не смее да биде подложен на мачење, нечовечко или понижувачко постапување или казнување. Во пресудата на Европскиот суд за човекови права стои дека има повреда на членот 3 од конвенцијата во врска со неуспехот на владата на Република Македонија да спроведе ефикасна истрага во врска со наводите за полициската бруталност на жалителот. Исто така, дека има повреда на член 3 во врска со нечовечкото и понижувачко постапување на полицискиот службеник за време на испрашувањето на жалителот во полициската станица во Ресен на 21 март 2008 година. Република Македонија треба да му исплати на жалителот во рок од 3 месеци од денот на правосилноста на пресудата 11.700 евра. Оваа пресуда јасно укажува дека во Република Македонија постои отсуство за воља на надлежните институции да го расветлат случајот и да превземат соодветни мерки спрема полицајецот кој во меѓувреме стана градоначалник на Ресен. СДСМ бара од градоначалникот Џоко Срезовски веднаш да поднесе оставка. Граѓаните на Ресен и Ресенско не заслужуваат да ги представува човек кој ги дели луѓето по национална основа и за кој се води кривична постапка. Бараме надлежните институции да постапуваат согласно правниот поредок на Република Македонија и секој да одговара за своите постапки. Благодарам.